Семејството Георгиевски, кое привремено живее под кирија во населбата Маđари, никогаш не предпоставуваше дека барањето помош од народот ќе му биде единствената опција за да може да продолжи со животот. Ѓоко, главата на семејството, иако на разни начини се обидувал да обезбеди дом и храна за сопругата и трите дечиња, сепак на 4 октомври, додека возел камион за швајцарска компанија, со губењето на видот ќе свати дека работите не одат секогаш онака како што планираме. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежок. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал ранево самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Народот веднаш ја свати неговата порака и желба за помош, да ја победи состојбата која доведе до губење на видот, да обезбеди скромен дом за децата и да застане на нозе како глава на семејството за да може да го прехранува. Поддршката и можноста за лечење и собирање на средствата му ја овозможи и Крауд платформата која веднаш му обезбеди лекување во државната клиника и собирање донации за изградба на дом. Секако наша цел е секое семејство да ја надмине тешката состојба во која се наоѓа и со наша и поддршка од народот да се врати назад во системот. За тоа му е потребна работа и вработување, па откако ќе заврши лекувањето на Ѓоко и Христина, тие и двајцата сакаат да се вработат и да ги растат своите 3 дечиња. Ѓоко тука ли е? Да. Да. Како се чувствува тој? Па сега чекаме да видиме што ќе ни кажат за операцијата. Да, и да видиме понатамошно лекување. Да, во понеделник сте Да, во понеделник. Доктор, треба да го прегледа доктор Ѓоко. и тоа ви го средија од и Крауд, потоа да се оди на понатамошна нега. Да. И нели зачувување на видот кој што е и проблем кај Ѓоко. Да. Ова сето кое што го гледаш тука е благодарение на Крауд. Тие ви обезбедија храна за наредниот период, барем околу 1 месец да имате нели како да се прехраните, а се разбира тие ќе ја платат и киријата за 3 месеци за да не мора во сите овие гужви кога најмногу треба на здравјето да внимавате, да трчате, да барате друго место за живење и да се преселувате. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Се надеваме дека ќе има помош за видот, да можам повторно да работам. Тоа е тоа што ви е најприоритетно, враќање на видот, а потоа и обезбедување на работа за двајцата, дом за семејството и се поред. Семејството Георгиевски на снимањето кажа дека во населбата Идризово плац од 100 метри квадратни за куќа им отстапува дедото на Ѓоко. На мајка ми, татко е, значи дедо ми, кој стои ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата. Во Идризово кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плат. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плат. Место ни дава на сопругот дедо му, ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да се дозволиме. Нашата екипа отиде да го сними местото и да се договори за процедурите и работите за да започне и овој проект. Во овој проект се вклучија нашите пријатели од All Project, кои одлучија да помогнат во изградбата на монтажната куќа на семејството на Ѓоко.
Денес сме во Скопско и Дризово. Се сеќавате на сторијата на Ѓоко и Христина Ѓоргиевски, кои што го ставија срцето на дланка и кажаа дека токму во оваа населба има плац, фамилиарен плац, каде што сите роднини се согласни токму на тоа место да се изгради монтажна куќа. Денес сме тука со цел да го видиме плацот и да ги започнеме подготовките околу изградбата на куќата. Здраво, Христина. Здраво. Како си? Добро. Помина 2 недели од како отиде вашата сторија, во меѓувреме се случија и други работи, се однесе Ѓоко во болница, таму е под лекарски надзор. Ми кажуваш дека подобра му е ситуацијата? Да, подобра. Што се случува со него? Раните почнаа му се затвора, каде што на болното код десното е затворени се раните, сега на левото, ама до 24 март мора да остане до понатомошно лекување. Таму ќе биде Да. уште цел месец? Да, уште цел месец, така одлучија докторите. Толку е била сериозна Да. работата. Да, заради тоа што има и диабетис и други Пропратни работи? да, што мора да се испита детално за понатамошно лекување. Што се случува, ете, со останатите работи, донации има? Донации има, и каде што учат децата во школа ни понудија доста донации, други сограѓани Каде учат? во Дане Крапчев, Во во Сингричен. Ченто. Ви организираат хуманитарни базари Да, за цел да. помош на децата бесплатно да се Да, хранат бесплатно се хранат, парична сума која што ќе биде наменета исто така за лекување, што е потребно, нели, лекарства за Ѓоко. Браво. Голема хуманост и на целиот наставнички кадар и на директорката. Голем поздрав и од нас до сите нив. А сега дојдовме тука со цел да не однесеш на Да. местото кое што ги имавме видено само на слика, ете и јавноста да види каде донирала, за што донирала и каде ќе се направи таа куќа која што треба да биде Да. ваш дом во иднина. За веќе да не можете и да не ве бркаат од местото Да, да, каде да. што сте под кирија. Моментално 3 месеци, ете додека се прави куќата, Да, ќе 3 бидете месеци ќе бидеме обезбедени моментално кај што сме, значи нема да има преселување. во Маđари. Да, во Маđари. Ова е плацот. Да, ова е плацот што ни го што го дава дедото. Дедото на Ѓоко. Донација, да, дедото на Ѓоко, за да се изгради куќа. Да. Така. Тука е куќата, старата куќа каде што каде што живеат дедото и живеат, бабата. Тука е веќе куќата кај што живеат дедото и бабата. Така. И на ова место може да се направи Да се направи монтажна куќа. Да, прво треба да се направи постамент, а Да, потоа да се и треба да се среди, да се документи, да се исчисти, каде што треба да има потполнување на земјата заради тоа што во случај на дождови да станува како поплава. Да се израмни. А дали се решени тие земени подписи на нотар дека сите роднини се согласни и дека нели На се е нотар чисто? дедото е моментално во болница и сопругот е во болница. Ни дадоа документи од умреница од таткото на дедото и мајката и катастарски имотен лист ми дадоа и решение. Да, имам копија каде што ќе ја приложам тука. Добро. Тука е и братучедот на Братучедот, да. сопругот Да, твој. сопругот. Здраво. Оливера. Ние дојдовме тука со цел да го видиме местото, бидејќи имаме помагатели, се собираше донација за Ѓоко и за Христина со цел да се помогне на ова семејство да можат дечињата во собствен дом да ги гледаат. Нормално пари се собираат и се уште, одредена сума има собрано и дојдовме ете да ни го покажат местото и да видиме каде. Вие како роднини, сите војковци, братучеди сте согласни тука да се прави куќата, така? Согласни смисле, целата е ова, треба да се рачисти и да се... Овие би се бутнале шупиве? Да, да. Каде би било точно местото, колку на колку е дозволено да се прави? Местото е дозволено 100 квадрата, со патека за да има излегување на главната улица. Така, тука е одма Значи, тука, главната. Да, 100 квадрата, толку дедото дава, 100 квадрата. И патека да има за пешки. Пат за да Пат се за излезе. поминување. На главната улица, со се пат.
Каде би било тоа? Од тука би било? Од тука до таму е плацот и сега 100 квадрата како ќе излезат Треба да се да се измери. измерите. Така. Сите сте согласни, нема да има никаков проблем да дојде екипа и да почне да работи. Може. Значи сите се согласни, нема некој да успорува, никој. Значи дозволено. Ме радува што во едно вакво тешко време има толку сложна фамилија и сака да им помогне на своите роднини да живеат полесно. Следната етапа во изградбата на домот на ова семејство е барање согласност од општината и чистење на теренот за поставување постамент за монтажната куќа, за која од надлежните добивме ветување за помош со што ќе се олесни целата работа. Ѓоко сега е се уште во болница, рече ќе биде таму уште цел еден месец и само нека се излечи, потоа ќе треба тука нели околу подготовките за куќата, само нека се го врати видот и нека се среди онака како што бил пред да се разболе. Може да го побараме и точно да ни каже нели што е разговарано со неговиот дедо, каде ќе биде точно поставена куќата и ете како планират тој како сака да изгледа, бидејќи сепак тој е глава на семејството. Може да му завртиш? Можам да задзвонам сега. Верувам дека и тој е среќен, иако не може да биде тука со нас сега на снимањето, меѓутоа мора да го издржи тој пат лекувањето. Се чувствува веќе подобро? Да, подобар е, значи му се средуваат. Сите работи. Ало. Ѓоко, здраво. Ние сме во Идризово, Оливера е на телефон. Здраво. Здраво. Јас дојдов тука со мојата екипа со цел да го видиме местото каде што планирате да се направи куќа за вас. Тука сме на самото место каде што треба да биде куќата. Да. Прво да ти кажам со помен нека, ни кажа Христина дека одатно добро работите и те чекаме оздравени со вратен вид. И сега тука сме и со твој брат Чет и ни го покажа местото. Местото ни кажа дека 100 квадрати ти дозволува дедото за да се направат нели тие соби кои што планираме да ги направиме. Да. Местото значи дозвола за градење од дедото, бидејќи се уште не им е физички поделени. И те вика 100 квадрати вика градата, а после тоа вика како ќе биде физичката делба, вика нели како ќе биде поделбата на имотот, ќе се видиме кој на кого уште ќе му падне нели помеѓу сестрите. Добро. Во ред, значи шупите ќе се тргнат и од таму 100 квадрати до некаде средината, предпоставувам, на овој плац, до старата куќа на твојот дедо, има простор, ќе има и патека и ќе може да се изгради вашиот нов дом. Да. Знам дека си возбуден и ти е тешко што не можеш да бидеш со семејството во моментов, но мора да издржиш и излечен да се вратиш тука за да може потоа да си го гледаш семејството. Се гледаме за подобра прилика и се разбира за во подобра ситуација. Така. Поздрав. Така се набиваме сите. Да, поздрав Ѓоко. Поздрав. Тоа беше разговорот со твојот супруг. Сигурно му е тешко, на убави работи допрва ќе се случуваат на вашето семејство. Важно е да се излечи и верувам дека ќе ги следиме тука работите како ќе се движат. Сега останува да пронајдеме и архитект, да зборуваме и со нашиот помагател од All Project и да видиме како ќе одат натака работите. Ќе видиме во контакт, Христина. Во ред, фала ви Морам многу. да ви кажам дека одлично е местото. Идризово е малку подалеку од Скопје, но мислам дека ќе имате убав, мирен, хармоничен живот тука. Сега Ѓоко е во болница, ти си со децата, ги носиш на училиште, ги земаш, сите обврски се нели сконцентрирани кон тебе. Дали и како планирате откако ќе се направи куќата, откако Ѓоко ќе излезе излечен и нели сите тие работи ќе се средат понатак со вработување? Имаше ли некои понуди откако отиде емисијата Срца на дланка? Понуда имаше, каде што една жена понуде дека е тука ако во случај треба за работа, ама заради тоа што кај мене лекувањето уште трае
заради тоа што нема да можам и јас малку некој период, ама што му ќе се среди се лекувањето со ѓоко и со мене да видиме каде што, обавезно со работа се почне. А што ти беше понудено? Немам разговарано со жената дека не средам нели документите и со мене. Така. Претежно сум насочена сега кон ѓоко лекувањето, по болници цело време, други обврски, така да ќе гледаме што е најможен период. Да, ти одиш често, секој Да, ден скоро. секој ден сум по болници. Ги оставаш децата, одиш по Да, болници, а потоа нели ги земаш децата, му носиш потребна терапија Да, и слично. со Меѓутоа, децата претежно сат-два, ако се видам, толку заради тоа што претежно поминувам повеќе време по болници. ќе помине сето тоа, имаше понуда и за хигиеничарка во фабрика. да. Ти тоа велиш Сега за сега не, пошто и ми ја објаснав и ситуацијата, ми кажа да не почнувате одма, заради тоа што не треба да излезе операција. Пошто ја бев на лекар во понеделникот за мене, каде што докторот кажа дека за 2 недели пак на контрола, дали ќе го следат до каде што колку ќе расте, точно не знаеме, доека не ни утврди докторот од моја страна. додека не ви дадат зелено светло, Да. не почнуваш, но Не, секако да, сакаш да секако, работиш и да почнеш. Да си ја Да. гледате фамилијата, бидејќи мора Да. да се работи за да се опстане во Дека денешно ѓоко време. не се подобри со видот, дека не оздрави тој, барем дома да има кои децата да ми ги причувува. Секој голем успех започнува со првиот мал чекор. Пред нас е голем предизвик. И веруваме дека семејството на Ѓоко среќно ќе живее во новиот дом кој ќе му го обезбеди вашата хуманост. Пред почетокот на новата година, малиот Јован ситен остави без див и со солзи во очите, па многу брзо се собраа средства за помош и на ова семејство. И овој проект беше во соработка и со поддршка на iCrowd платформата. Да имаме соба да учиме, а не на соба се седиме. Деновиве се заврши и купопродажниот договор за куќата која ја најдовме за семејството Станковски од Крива Паланка и тие веќе се новите сопственици на двоспратната куќа во селото Мождивњак. Во меѓувреме се вработи Силвана, сопругата на Горан, а децата имаат бесплатен оброк на училиште, нова облека, храна и огрев, па тие никогаш не биле посрекни од сега. Горан наскоро ќе оди на третман и за санирање на проблемот и болката на неговата нога, потоа и тој сака да најде соодветна работа за полесно да може да живее целото семејство. Сепак, најголемата среќа и задоволство е купувањето на новата куќа, во која секој си доби своја соба и веќе се кројат планови како тие ќе се уредуваат. Овдека една соба има, една соба и овдека има, и тој се, тука има друга соба. Веќе Јован си ја одбра собата. Да. Иако Секој се е убаво. другите ќе одбират соба, да. Оваа пролет екипата на Свис градба ќе му помогне на Горан во средувањето на надворешниот и дел од внатрешниот изглед на куќата, па среќата на Станковски ќе биде комплетна. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Ќе ни биде и нам драго исто да тоа го направиме, да го усреќиме и ова семејство. А ќе работиме таму, значи ќе ми биде задоволство и чест ние како фирма Свис градба да одиме на тие луѓе да им направиме од наша страна, нели, што можеме. Да, ќе направиме фасада на куќата, на тие ѕидови што треба да се испасадираат и како што зборувавме, нели, да внатре ги обелиме, окречиме тие ѕидови на собите. Но моментално е ладно таму, малку е височко, Паланка, знаеме сите. Нека се подзатопли малку и ќе почнеме со работа. И верувам дека тоа брзо ќе биде, со Божја помош ќе успееме да тоа го направиме побрзо. Навистина, животот знае да биде непредвидлив, но линијата меѓу успехот и неуспехот се должи на храброста да се стави срцето на дланка. Децата се најголемото богатство во животот на секој родител. 5 дечиња од Кичево за жал уште многу мали беа оставени од нивната мајка, а пред 3 месеци неочекувано од овој свет на само 35 годишна возраст си замине и нивниот татко. Па тие мали и безпомошни беа оставени под грижа на нивните баба, тетка и чичко.
Камо ја да морам на местото на овие децата не пија без татко што да правам. Саката верувајте, саката не душа, денеска су жива, како да не е свој човек, без глада су. Повторно ми звонеше, кренав, брат ми помалиот, со пискање, ми соопшти, дојди побрзо, Маријан е починат. Децата кога стигнав, брат ми беше во другата соба, децата овде близнациве, пискаја. Плачеја. Ме молеја, те молам, тетичке, спаси го, татичко. Нивната куќа во Кичевското село Лешница е во распаѓање, а моментално тие живеат во куќа под кирија која ја најмил нивниот татко минатата есен, за да им биде поблиску градот и училиштето на поголемите дечиња. И сакам исто како моите деца. Ќе се борам до крај. Децата да останат покрај мене. Децава се под кирија, значи све што барам, да им се обезбеди некој дом и сигурност на дечињава. Зашто под кирија не можат. Со што, Дарко, би бил ти најсреќен? Што да е? На стан. На ваш стан. И веројатно ваши соби, каде што ќе растете. Од кирија сме 5000 плачаме кирија. Детето оди на работа на приватно, кај ќе викне за да им ги обезбеди за јадење за. Ја не зема ништо, нема ни социјално, тој земаше социјално, се ќе скинат и тоа. Виралното запознавање на јавноста со нивниот животен проблем веројатно направи влијание и врз социјалните служби, па набрзо ова семејство, освен донации во храна, облека и финансии, доби и социјален стан кој во моментов се опремува и пополнува со мебел благодарение на донациите собрани на платформата e-Crowd. Родителската грижа никој не може да ја замени, но кога реалноста може да биде сурова, единствен спас е сплотеноста и хуманоста на народот. Овој пат народот навистина одигра клучна улога и направи во иднина овие дечиња да можат безгрижно да растат и да се радуваат на животот. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка и денес имаме одличен соговорник во студиското издание тука од хотелот Лимак, од каде што оваа сезона се снимаат изданијата на Срце на дланка. Верувам дека ќе побудиме одличен интерес, а воедно и ќе дознаете што се случува во општината Ѓорче Петров, бидејќи денес како гостин во студио го имам господинот градоначалник Александар Стојковски. Можам слободно да кажам пред господинот градоначалник и врвен доктор радиолог. Добре дојдовте. Добро ве најдов и би благодарам многу на поканата. Навистина ми е драго што ќе функционираат градинки, нема да има веќе долга листа на чекање за најмалите кои што треба да се социјализираат и да се образуваат и воспитно да се надгледуваат, но отворивте и мислам 2024 година сензорен центар. Така, да. Младите ни се генерално во фокусот на работата, посебно ми се мене од интерес, затоа што сметам дека ако ги поставиме тука работите како што треба на самиот старт, почнувајќи од градинка па училиште, дека ќе има возможиме на сите подобри услови за развој. И добар тек за развој. Така, и на самите дечиња, па и на родителите им помагаме, затоа што тие не треба се грижат, ќе знаат дека на добро место се згрижени нивните деца, па ќе си имаат подобри услови и да просперираат во нивните приватни кариери. Како што кажав, работиме интензивно во делот на градинките. Таа листа што беше 870 деца во еден период кога дојдов на функција, сега намаливме за дури 600 со една доградба на градинка со отварање на градинката Сонце. Еве сега правиме нов капацитет во најава, односно добиен е уште еден проект за нова детска градинка во Дексион и на тој начин мислам дека до крајот на мандатот или 2026 година ќе го решиме целосно проблемот со сместувачки капацитети со одредени други проекти. А за сензорниот центар посебно сме горди затоа што е првот таков тип во Република Македонија, бидејќи сегде гледам има сензорни соби се отвараат во училишта, во детски градинки, тоа е за пофаво и за поздравување, го правиме и ние тоа. Тоа е за предучилишни деца? Овој сензорен центар е за предучилишни деца и се наоѓа во клонот Пампурче на детската градинка Росица во населбата Даме Груев. Таму имавме просторни услови. Тоа се 3 простори и секој од тие простори опфаќа различен аспект
на вежби, имаме сензорна соба, имаме моторен центар, имаме просторија во која што работат дефектолози кои што ни доаѓаат од филозофскиот факултет, имаме соработка со факултетот и тука дури студенти имаме кои што доаѓаат на вежби за да следат практична работа. Тоа е бесплатно за децата? Да, бесплатно е за децата и ние сакаме дополнително да го развиваме тоа, да си вработиме наши дефектолози и психолози кои што и како се дефицитарни на пазарот на труд во Република Македонија и чекаме одредени согласности наредната година. Верувам дека и во тој дел ќе направиме исчекор, а целта ни е во сите простори, во сите објекти каде што имаме таков простор на располагање, да направиме еден сличен тип на центар, затоа што многу значи, јас бев присутен на една работна активност со дечиња кои што го посетуваат овој сензорен центар и како лекар можев да видам одредени работи во насока на подобрување на функцијата на децата, затоа што тие деца се вадат од групите во моментот кога вежбаат. Од една страна тие имаат можност да се опуштат од гужвата која што е да речем во групата и да се работи индивидуално со нив, од друга страна и другите дечиња кои што остануваат во групата, пак имаат повеќе простор да ги сработат нивните тековни активности, без едни на други, да речем, во одреден дел може би да си попречуваат, него сите ги завршуваат заеднички сите активности. Одлично. Мислам дека во друга општина не постои ваков сензорен центар, барем јас не немам. постои, да. Прв ваков вид во Македонија, баш и мене ме изненади, дадов целосна поддршка како општина и како градинка, можам да кажам дека има исклучително вреден тим, предводен од директорката Даниела, градинката во Ѓорчи, и секоја сме спремни иновативни методи да примениме со цел да го олесниме престојот на децата, без разлика од каков тип на попреченост или без попреченост, да имаме подобри услови за престој. Развојот на електрониката, на мобилните уреди и слично и нели на здравите деца им носи препрека во говорот. Многу е присутно за жал. Еве пред да станам градоначелник немав представа дека со толкав проблем се соочуваме ние како општество. Нема одделение, не само одделение, немаме група скоро во детските градини каде што немаме присуство на дечиња со одредена попреченост, без разлика дали се класифицирани, дали не се класифицирани од страна на стручни служби. Голем е проблемот што ги имаме. Еве ние самите дома, јас сум родител, имам деца на различна возраст, па гледам една огромна разлика во генерацијски како се движат работите, за жал меѓу големиот и помалиот се. И гледам дека не ни се движат работите во добра насока и мора да сме дури многу построги во тој дел и да делуваме можеби ќе рече некој недемократски со ограничувања во училиштата, во градинките, да го немаме тој проблем, многу се мали, но достапноста на електронската комуникација мислам дека оди повеќе во насока на злоупотреба отколку она што е првичната намена да ни помогне нели во секојдневниот. А за тоа за попречување во развој тоа е сериозен проблем, затоа што еве психолози немаме доволно дефектолози, дури на факултетите мислам дека не постои заинтересираност, има голема потреба и имаме многу дечиња на кои што им е потребна таа потреба. Така, поддршка и помош. Така. Да, тоа е доказ и дека децата прво прозборуваат англиски, а потоа мајчиниот јазик. За жал. Мислам дека имате во насока и цел да направите и социјален центар за аутистични деца? Или веќе го имате тој центар? Да, имаше некој во јавноста, за жал, имаше најден политизирање на целиот тој случај. Ние објектот на старата општинска зграда, по пат на јавен конкурс го издадовме на невладина организација во мојот свет, со цел да се оформи првиот центар за адолесценти и возрастни како дневен центар. Говорам, а тука ќе биде според она што имав можност да го видам од документацијата, ќе биде и центар за рехабилитација, ресоциализација, дневно дружење. И тоа исто така ќе биде прв таков центар во Македонија. Не е отворен. Работат согласно врските кои што ги имаат во договорот на реконструкција на објектот. Внатрешно, мислам дека е завршена фазата на реконструкција
Меѓутоа, луѓето се многу војни, гледам дека се многу посветени во тоа што го работат. И еве во Ѓорче Петров ќе го добиеме и првиот центар за адолесценти со аутистичен спектар, така да и таа група ќе ја покриеме. Истовремено еве ќе кажам да се надоврзам бидејќи ги почнавме центрите од најмала возраст и ќе го градиме првиот центар за ресоциализација на деца кои го победиле карциномат. Така да и по тоа ќе бидеме уникатни, ќе имаме 3... Ова по докторска линија веројатно го Па не, случајно испадна, да, меѓутоа ми лежи таа тема и давам поддршка на такви проекти, иако не е лесно воопшто да ви кажам. Се многу специфични тие проекти и тоа преуредување на објекти, тука па е градешниот дел доста вклучен. Ние во Кучково, училиштето е старо негде околу 120 години. Во Кучково и успеавме да речеме тој стар објект, мене ми импонираше неговата архитектура. Тоа е едно од најстарите можеби. Па можеби најстаро што е сочувано и еве ние му дадовме нов живот. Тоа е прекрасен објект. Јас баш го посетив сега пред неколку дена и се воодушевив од она што е таму направено. Стана некои ситни градежни завршни работи ги направиме, да го способиме целосно за престој на дечиња кои што ќе се ресоциализираат, ќе се дружат, тоа се здрави деца кои веќе се збориле и ќе бидеме уникатни уште по еден објект од таков карактер. Навистина, вака од слушање да му е честно човек да живее во Ѓорче Петров. Да. Она кое што сега сакам да го исто споменеме е дека ја зголемивте и паричната помош за социјално ранливите групи. Па во новиот предлог буџет за во 2025 програми ние имаме ставка во буџетот за еднократна парична помош, имаме и во тој да може да аплицираат и лица кои што се социјално ранливи категории за болест малигна или не малигна, имаме правилник според кој што ги категоризираме. Така да поддршката за малигно болните, ако до сега дававме 5, ќе даваме 10.000 денари, за лекување во странство секако даваме максимален износ од тоа што можеме согласно закон, мислам околу 40 до 50.000 денари, зависно од типот на интервенцијата. Она што го предлагаме со новиот буџет и со предлог програмите и поддршка на повторно лицата со попреченост, нешто што до сега го немаше. По пат на јавен повик за семејствата на дечињата кои што ни се вклучени, ќе започнеме први во градинка и во училишта, тие што ни се под наша надлежност, она што ни е во рамки на ингеренциите, да даваме по 10.000 денари годишно еднократна парична помош, се со цел да излеземе во пресред на семејствата. Знам дека тоа не е доволно, меѓутоа ќе направиме еден исчегор, сакаме да направиме еден проект за физичка активност на децата со попреченост, кој што ние би го финансирале како општина, не со слично такво, мислам дека има во аеродром. И е многу позитивно. Тие дечиња не идат само во училиште, треба да имаат и социализација. Мислам и во автокоманда дека има. Така. И од кога ја поставивме финансиски добро општината, сега можеме да планираме и да се фокусираме и верувам дека секоја година понатаму дека ќе правиме крупни чекори во овој дел, што сега го поставуваме повторно одново. Одлично. Навистина интересни работи, планови и добро завршени моменти и активности од 2024 година. Но вие имате и навистина големо срце како човек и сте хуман, иако не сакате тоа многу јавно да го експонирате. Имате помогнато на многу случаи од срце на дланка низ изминатите години откако сте градоначелник, и тоа се семејство од Волково, од Ѓорче и било на личен план, бидејќи под општината не ни можат да бидат под надлежност. Помагаме со тоа што можеме од страна на општината, но јас често користам и лични контакти, сепак доаѓам од здравството и тука ми е најакиот адут кога треба да се помогне во тој дел. И не се штедам тука, не ми е проблем, да кажавте, не го експонирам тоа и така мислам и ќе продолжам да функционирам, затоа што сметам дека тоа треба да дојдете така, да биде лично, не е тоа за нешто што треба да биде во јавност, ние ги правиме тие хуманитарни активности што се од поголем обем, кои што се видливи за јавноста, на која се работи за личната поддршка тука. Не истапувам во јавност со... Да, имате помогнато на
Пред неколку години го снимавме семејството на Владо Јовановски, кој што беше искасан од кучиња. Да, тој повторно период. имаше, имав средба со Владо, така да. Да. И тука беше понудена помош во делот на неговото лекување и третман понатаму. Да, потоа семејството кое што во оваа сезона ние го снимавме, настојани на Лидија Коцевски, Да. и тие се преблагодарни што многу брзо сте реагирале и им дадовте нели еднократна парична помош. За куќата. Да, за куќата. Сега го чекаат уште осигурувањето и пролетта да дојде, за да може да почнат со градба на куќата, па ете, ќе ве поканиме и кога ќе биде направена куќата, Супер. да Дај Боже, бидете се добри сите. да биде присутен и дај Боже да има што е можно помалку случаи на кои што треба, нели, ете така, несрекни случаи, изгорена куќа и слично, на кои што ќе треба да им се помага, да слушаме само убави, отварање на убави центри, на конструктивни и продуктивни работи кои што ќе се одвиваат во вашата општина. Имате навистина големи планови за 2025, можам само да ви посакам да ви се реализираат сите и да се исполнат сите испланирани однапред работи. Ви благодарам што дојдовте. Колку што може помагајте на луѓето, навистина има потребна помош и повторно нека ви остане фокусот на децата, бидејќи тие се иднината наша, иднината на која што останувајте хуманоста и емпатијата. Така. Благодарам многу на поканата и можноста. Благодарам. А ние можеме да се одјавиме и да кажам дека само 3 работи му се потребни на човекот за да биде среќен, никого да сака, на нешто да работи и на нешто да се надева. Да се надеваме дека што е можно помалку социјални случаи ќе има во буквално целото наше општество и дека сите ќе живеат среќни и задоволни. Да помогнеме на оние на кои што во моментов им треба помош и да исполниме таа цел, бидејќи нашата малку некому може да значи се. Семејството Георгиевски, кое привремено живее под кирија во населбата Маџари, никогаш не предпоставуваше дека барањето помош од народот ќе му биде единствената опција за да може да продолжи со животот. Ѓоко, главата на семејството, иако на разни начини се обидувал да обезбеди дом и храна за сопругата и 3 дечиња, сепак на 4 октомври, додека возел камион за швајцарска компанија, со губењето на видот ќе свати дека работите не одат секогаш онака како што планираме. Народот веднаш ја свати неговата порака и желба за помош, да ја победи состојбата која доведе до губење на видот, да обезбеди скромен дом за децата и да застане на нозе како глава на семејството за да може да го прехранува. Поддршката и можноста за лечење и собирање на средствата му ја овозможи и Крауд платформата која веднаш му обезбеди лекување во државната клиника и собирање донации за изградба на дом. Семејството Георгиевски на снимањето кажа дека во населбата Идризово плац од 100 метри квадратни за куќа им отстапува дедото на Ѓоко. Нашата екипа отиде да го сними местото и да се договори за процедурите и работите за да започне и овој проект. Помина 2 недели од како отиде вашата сторија, во меѓувреме се случија и други работи, се однесе Ѓоко во болница, таму е под лекарски надзор. Ми кажуваш дека подобра му е ситуацијата? Да, подобра. Што се случува со него? Раните почнаа му се затвора, каде што на болното код десното е затворени се раните, сега на левото е, ама до 24 март мора да остане дополномошно лекување. Донации има, и каде што учат децата во школа ни понудија доста донации, други сограѓани. Бесплатно се хранат, парична сума која што ќе биде наменета исто така за лекување, што е потребно, нели. Ова е плацот? Да, ова е плацот што го дава дедото. Дедото на Ѓоко. Донација, да, дедото на Ѓоко, за да се изгради куќа. И на ова место може да се направи... Да се направи монтажна куќа. Да, прво треба да се направи постамент, а да, потоа треба да се среди, да се документи, да се исчисти, каде што треба потполнување на земјата, заради тоа што во случај на дождови да станува како поплава. А дали се решени тие земени подписи на нотар дека сите роднини се согласни и дека нели се на нотар, е чисто? дедото е моментално во болница и сопругот е во болница, ни дадоа документи од умреница од таткото на дедото и мајката и катастарски имотен лист ни дадоа и решение. Значи сите се согласни, нема некој да успорува, никој.
значи дозволено. Секој голем успех започнува со првиот мал чекор. Пред нас е голем предизвик. И веруваме дека семејството на Ѓоко среќно ќе живее во новиот дом кој ќе му го обезбеди вашата хуманост.